Ви благодарам, председателка, почитувана македонска јавност, колеги и колешки пратеници. Председателке, во насока на оно што заменик координаторката го кажа, не станува збор за никаква политички поенти, туку напротив, ние она што можеме да го констатираме денес во собранието дека единствена на годишен одмор се пратениците од власта и тоа 6 години веќе, односно 5, повеќе од 5 години. А не опозицијата. Значи, ние во моментот присутни во салата на оваа комисија, на која што треба да разговараме за најзначајната, можеби, институција во Република Македонија, тоа е Уставниот суд и кандидатите за Уставен суд, имаме само со вас 3 пратеници. И тоа говори кој е овдека на годишен одмор. Додека граѓаните стануваат уште во 6 часот и се сега веќе и тоа како активни на своите работни места, почитувана македонска јавност, пратениците од власта повеќе од 5 години се тираат годишен одмор во ова собрание. И тука нема што вие да се лутите или да се обидувате да наоѓате оправдувања заради тоа што оваа сала денеска ве демантира. Не ВМРО ДПМН, не некои други, не службите, туку буквално вие самите се демантирате. Имате само 3 пратеници во салава за да дискутирате за номинација на уставни суди. И тоа, замислете за парадоксот да биде уште поголем, кандидатката за која што ние денеска дискутираме е токму ваш предлог. Предлог на пратениците од власта, господјата Татјана Васич Бузаџиева. И сега си велам, па може би конечно од друга страна, пратениците од власта, од парламентарното мнозинство, го слушнале апелот и аргументите на опозицијата и еве не знаат како да дојдат во собранието, може би не смеат да земат збор или па уште повеќе да се пријават за реплика, а сакаат да го повлечат како предлог овак скандалозно решение за уставен судија. Ајде да веруваме дека е така и дека во текот на денот ќе соберат храброст и ќе повлечат оваа кандидатка од уставен судија. Заради тоа што или перцепцијата е дека останувате на годишен одмор повеќе од 5 години и не работите, или пак размислувате како да најдете изговор за да го повлечате ова скандалозно решение, или пак ќе продолжите да се однесувате како неразбрани трговци. Останува на вас и македонската јавност ја суди како вие ќе продолжите да действувате во текот на денот и уште повеќе понатака во однос на овој ваш предлог за уставен судија. Имено јас ќе се обидам, исто во насока и на моите колеги пратеници претходно кои што говореа токму за кандидатите, да образложам зошто сметам дека предложениот кандидат кој што доаѓа од парламентарното мнозинство, господјата Васич, не е соодветен кадар за дури да биде и номиниран како предлог кандидат за уставен судија, а далеко од тоа дека би требало да биде како еден член на Уставниот суд. Накратко ќе се обидам да ги кажам поентите, а потоа ќе се обидам да ги образложам на тој начин што ќе ги пуцатам кои се надлежностите на Уставниот суд и колку е значајно тој да го штити уставниот поредок и уште позначајно колку е тој да не биде партизиран, туку напротив да работи во интерес на Република Македонија, граѓаните и во функција на своите надлежности. Ќе се обидам да ја анализирам кратката биографија на господјата Тања Васич, која што е само од 2 страни, и на вистина, верувајте, доколку истата е погледната, би рекла, дури не би можела да биде соодветна ни за помлад соработник во јавна администрација. Ќе се обидам да потсетам на тоа што нашите експерти во делот на уставното право говорат кога станува збор за уставниот поредок, доброто владење на правото. Истовремено да ја споделам со вас перцепцијата на медиумите, на македонската јавност и на граѓаните во однос на владење на правото, судството, реформите во судството и генерално состојбата во правосудството кога
станува збор за Република Македонија, со надеж дека на тој начин само уште еднаш ќе ве разбудиме од длабокиот сон или од оние намери во кои што планирате да ги она намера која што планирате да ја спроведете, тоа е да оваа комисија за избори и именувања представува партиски инструмент на партијата на власт, на Социјалдемократскиот сојуз, со цел целосна партизација на институциите во Република Македонија, уште повеќе Уставниот суд. Има неколку поенти, за да понатака продолжам со образложението. Господјата Васич не може да биде кандидат пред се за Уставен суд, меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е ваша номинација на парламентарното мнозинство, но во никој случај не би можела да биде избран за Уставен судија во никоја од европските држави каде што се почитува владење на правото и каде што немаме партизација на судството, заради тоа што од оно што можеме да го видиме од оваа биографија, повторно потенцирам, јас ја евалуирам биографијата на господјата Васич од она што ни е пристигната, заради тоа што ќе потсета македонската јавност дека парламентарното мнозинство го одби предлогот на ВМРО-ДПМН да ги поканиме кандидатите за уставни судии да дојдат и да им ја дадеме таа можност овдека да се презентираат и да ја презентираат своето професионално искуство, како навистина би можела да подебатираме во однос на компетентноста, стручноста, но и уште повеќе за фамозното истакнат правник и дали тие навистина се истакнати правници за да бидат дел од Уставниот суд. Именно кога станува збор за компетентноста на господјата Васич, од нејзината предложена биографија, ние можеме само да заклучиме дека таа не би можела да одговори на проблематиката која што ја бара Уставниот суд и уште повеќе таа не би можела да одговори на работата на Уставниот суд, со што навистина се доведува во прашање нејзината номинација. И од онаа биографија која што ја имаме од 2 листа овдека, ние можеме да заклучиме дека таа навистина би била можеби солиден, добар дел, член на јавната администрација, односно администрацијата за поддршка на работата на Уставниот суд, која што би можела се грижи за стручно и логистички прашања, меѓутоа во никој случај не би можела да биде Уставен суд и член на Уставниот суд на Република Македонија. Имено понатака, бидејќи претходно имавме кандидати, како што беше професорката Рудна Живковска, меѓутоа во кандидатите го имаме и истакнатиот професорот Саво Климовски, и кога би ги споредиле нивните биографии со биографијата на господјата Татјана Васич, ние навистина не би можеле да го препознаеме критериумот истакнат правник. Односно дека истата навистина не може да се спореди со едни вакви експерти кога станува збор за правото и уставното право и она професионално мало искуство кое што го има господјата Васич. Од тука да заклучам дека кога имате професори каде што и таа дури магистрирала, например, како што е кај професорката Живковска, ние можеме само да заклучиме дека господјата Васич потребно уште многу повеќе да вложи во нејзиното професионално искуство, како можеби во некој иден период би можеле и да дискутираме за нејза како потенцијален кандидат за уставен судија, но во овој момент ние нејзината биографија можеме да ја разгледуваме како само дел од јавна администрација, но бидејќи истата е доставена на начин и во формат на кој што е доставена како за помлад соработник, најверојатно на ниво на помлад соработник во никоја служба, јавна служба, но не за уставен суд и уставен судија. Понатака, она што излеза во јавноста, ние навистина можеме да заклучиме дека господјата Васич подлежи на тоа како големо политичко влијание и политички притисоци
таа веќе е доволно политички компрометирана за да би можела да воопшто да разговараме за нејзина номинација повторно. Потенцирам, затоа се надевам дека ќе се повлече оваа кандидатура од страна на парламентарното мнозинство, најверојатно празната сала повторно потенцираме во таа насока, дека може би размислуваат послам сите апели и тези кои што беа споделени од страна на опозицијата да ја повлечат нејзината кандидатура, најверојатно тоа ќе биде добро и за парламентарното мнозинство, но пред се за Уставниот суд и за граѓаните, заради тоа што господјата Васич во медиумите веќе е препознаена дека најверојатно истата е под политичко влијание и е политички компрометирана, но најверојатно и има потенцијал за корупција. Може би ќе беше најсоодветно да беше тука и да ни одговори, но бидејќи тоа можеме да го најдеме во медиумите, веќе се доведува во прашање нејзината кандидатура за член на Уставниот суд, односно уставен судија. Затоа требаше да се прифати предлогот на опозицијата да се поканат сите кандидати и да им се даде можност да одговорат, потврдат или негираат оно што ние можевме да го слушнеме од македонската јавност, од медиумите, или пак од она што го имаме како недвоумица во делот на професионалната биографија која што ја имаме пред нас. Во насока на оно што ја врзува господјата Васич Бозаџиева и целата низина професионално действување и контраверсноста која што постои во јавноста е дека е токму незината работа на Законот за контрола на опојни други и психотропни супстанци и легитимно се поставува прашањето во македонската јавност, дали можеби токму незината посветеност на работата на ова законско решение, кое што повеќе од јасно ни е дека е во интерес на бизнисите на поранешниот премиер, дали токму незината номинација за Уставен суд не е награда за тоа што таа го има сработено. И ова е прашање кое што е легитимно да се постави од страна на пратениците и уште повеќе од страна на македонската јавност, меѓутоа ќе беше навистина коректно доколку вие како парламентарно мнозинство возможавте на овие кандидати да одговорат, да потврдат или негираат, да се дообјаснат дали ова е вистина или не. Во спротивно, ќе остане прашањето дали ова не е дел од наградата во делот на номинација за уставен судија на господјата Васич, заради тоа што го среќаваме и во низината биографија, каде што како државен советник во Министерството за здравство се јавува како повереник на навистина контраверзни законски решенија. Меѓутоа, ова е нешто што ќе го образложам подетално во оно што го имам пред мене, а тоа е низината биографија. Како што кажав на самиот почеток, сидам кога дискутираме за вакво законско решение, се извинам за вакви предлог на суди за ваква значајна институција, Уставниот суд, многу е важно да ги погледнеме надлежностите на Уставниот суд, да погледнеме што велат експертите кога говорат за уставното право, потенцирам експерти, пазете ние во Македонија имаме навистина одлични експерти за уставно право, дел се и номинирани за членови, односно за избор на уставни суди, меѓутоа како што беше професорката Рудна Живковска, меѓутоа парламентарното мнозинство е тоа кое што бега од експертите заради тоа што тие се слободумните, критичните и ви кажуваат каде грешите, а вие бегате очигледно такви луѓе и ви се потребни луѓе со кои што се поврзуваат со вакви контраверзни закони како што е законот за опојни дроги. Меѓутоа, затоа е тука јавноста, да суди, а јавноста вели дека токму поради вакви номинации во изминатите 5 години, судството ужива само 8% доверба. Значи повеќе од 90%, конкретно 92% од
граѓаните во Република Македонија ценат дека, односно имат недоверба кон судството и судските органи, а верувајте дека со вакво предлог решение како што е госпојата Васич, вие нема да ја подобрите таа перцепција, туку напротив, за жал, истата само ќе се зголеми, а колку повеќе би се зголемила до 100%. Затоа апелираме уште еднаш да ги слушнете аргументите, тезите кои што даѓаат од опозицијата и сето ова да се обиде колку се може барем да се превенира. Имено во делот на надлежноста на Уставниот суд, се сумневам дека кандидатката за која што денес дискутираме би можела барем во најмал дел да може да одговори на надлежноста на Уставниот суд. И токму со причина ќе ги читам надлежностите на Уставниот суд, за да можеме да ја поврзаме незината биографија и работење и да видите колку истата не може да одговори на тоа што е работа на Уставен суд. Надлежноста на Уставниот суд на Република Македонија не е позната дека е утврдена со Уставот. Во повеќе закони се среќаваат одредби во кои се утврдува обврската на определени органи во определени ситуации, кои што поднесуваат иницијативи пред судот и поведуваат постапка за оценување на уставноста или законитоста на отделни акти, но тие не представуваат изворна надлежност на судот. Во таа смисла, доколку, на пример, актот што се оспорува нема карактер на пропис, Уставниот суд нема да ја прифати иницијативата на органот, иако нејзиното поднесување било резултат на законска обврска. Имено, една од најважните надлежности кои што ги има Уставниот суд е токму контролата на уставноста и законитоста. Нешто што ние нема да можеме да го најдеме како компетенција во однос на биографијата на госпојата Тања Васич. Имено, во рамките на надлежноста на Уставниот суд, во делот на контролата, уставноста и законитоста, Уставниот суд одлучува за согласноста на законите со Уставот, за согласноста на колективните договори и други прописи со Уставот, законите, како и уставноста на програмите и статутите на политички партии и издрженија на граѓани. Контролата на уставноста и законитоста на нормативните акти се остварува како абстрактна, односно таа е можна само врз важечки акти. Од оваа биографија, која што имаме на госпојата Васич, се сумневам дека би можела да најде проценка, да направи проценка, уште повеќе контрола на уставноста и законитоста на актите кои што пристигаат во Уставниот суд. Освен овие документи кои што ги споменав, Уставниот суд може да оспори различни видови на други нормативни акти, кои на општ начин регулираат и определени прашања, и тука се наведуваат правилниците, уредбите, одлуките и така натака, на сите државни органи и органи на локална самоуправа или на организации кои што вршат јавни овластувања. Во делот на контролата и на уставноста и законитоста може да се проложи и понатака во однос на тоа кои надлежности ги има Уставниот суд, но за жал ќе потенцирам од биографијата на госпојата Васич, истата нема да може да ги препознае, а уште далеку да одговори на истата во однос на првата компетенција, а тоа е контролата на уставноста и законитоста. Во делот на компетенцијата на заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот, уште повеќе не би можела да одговори од незината биографија, заради тоа што во незиното професионално досие ние не можеме да пронајдеме дека истата била посветена на борба или заштита на слободите и правата на граѓанинот и на човекот. Колеги и колешки, Уставниот суд ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата,
политичкото здружување и действување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. За разлика од абстрактната нормативна контрола, предмет на оценка во рамките на оваа надлежност се и поединечните акти и действија на органите на јавната власт, за кои граѓанинот смета дека му се повредуваат некои од наведените уставни права. Покрај непосредноста на барањето или уставна жалба, попознато, за заштита на правата повредени со поединечен акт или действија. Втора карактеристика на оваа надлежност е тоа што предмет на оспорување може да биде не само управен акт, туку и судска одлука по било која инстанца. Без оглед на тоа што воведувањето на нова надлежност со Уставниот суд уште од 1991 представува значајна новина во традицијата на уставното судство во Република Македонија, нејзината ограниченост само на наведените три групи на слободи и права се покажува како сериозна пречка за позначајно навлегување во судот во непосредна заштита на други уставни слободи и права на човекот и на граѓанинот. Почитувани колеги и колешки, оваа кандидатка, госпојата Тања Васич, во овие две страни од нејзина биографија, во никој случај не можете да препознаете дека истата би можела да одговори на втората компетентност на Уставниот суд, а тоа е да ги заштити правата и слободите на човекот. Значи, веќе на втората надлежност на Уставниот суд, госпојата Васич не можеме да ја поврзаме дека има доволно познавање, компетенции и стручност за да придонесе за работата на Уставниот суд, а далеку уште да придонесе во напредување и зајакнување на улогата на Уставниот суд во Република Македонија. Решавање на суди на надлежност. Иако ќе го прочитам, повеќе од јасно е дека впрочем нејзината биографија е толку скандалозна што и во целата нејзина биографија преовладува од најразличен вид на судирна надлежности, конфликт на интереси и дополнително е поврзана со контраверзни законски решенија и корумптивно однесување, што со сигурност, и без да ја прочитам третата компетенција на Уставниот суд, знаеме дека не би можела да одговори на истата. Уставниот суд решава за судирна надлежности меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт, како и со судирот на надлежности меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа. Насочена кон заштита на принципот на поделба на власта и кон заштита на локалната самоуправа како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија, можеме да заклучиме дека оваа компетенција не можеме да ја препознаеме кај биографијата на госпојата Васич, а со сигурно истата нема да може да помогне во зајакнување на работата и унапредување на Уставниот суд. Ќе потенцирам, госпојата Васич може само да биде одличен член на јавната администрација за техничко-логистичка поддршка на уставните суди. Навистина, одлично е кога имаме биографии, како што е биографијата на професорот Саво Климовски, каде што голем дел и присутни претиници овдека имале чест да го слушат и да бидат негови студенти, или пак како професорката Рудна Живковска. Меѓутоа, јас денеска одбрав да прочитам дел од книгата на Уставното судство на професорката Весела Муковска-Ченга, со надеж да потсетам дека, но и да апелирам до колегите од парламентарното мнозинство, колку е значајно оваа комисија за избори и именувања да не продолжи да биде инструмент за партизација на власта, на институциите и судовите во Република Македонија. Почитувани колеги,
Ние не можеме да говориме за било каков напредок во било која област, доколку немаме независно судство, не ги почитуваме слободите и правата на граѓаните и не спроведеме реформа која што ќе го зајакне доброто владење во Македонија. Ние не можеме да говориме за економски просперитет, за инвестиции домашни или странски, како сакате. Не можеме да говориме за силно образование, за здравство, за наука, ако не овозможиме еднакви права на сите, ако не овозможиме независно судство и ако сите не се сплотиме дека имаме должност како пратеници, секогаш кога владата ќе се обиде да ја злоупотреби комисијата за избори и именувања и да ја претвори во инструмент за партизација на институциите и не се спротиставиме. Верувајте дека ќе бидете, особено парламентарното мнозинство, ќе бидете соучесници на вистина во рушењето на, во овој случај, на уставниот, дополнително рушење на уставниот поредок на Македонија, заради тоа што веќе е познато дека Социјалдемократскиот сојуз единствено успева да испорача резултати кога станува збор за рушење на уставниот поредок на оваа држава. Се друго потврди изминатите 5 години. Потврди во економијата, во образованието, во здравството, во културата, во грижата на младите, во грижата на повозрастните и така натака. Затоа апелирам. Имате сега можност да не поддржите како опозиција и да застанете овој пат не на страната на опозицијата, да настанете на страната на граѓаните и да помогнете да се спречи партизацијата на судовите и на институциите во Република Македонија. Најмалку на граѓаните и на Република Македонија е потребна дополнителна партизација на Уставниот суд. Доволно сведочевме што се случуваше со партиските кадри, кои што еве не ги видам коректно и нема да ги спомнам, но не е до ВМРО ДПМН некога во светот се земат како негативни примери за изучување на судството, како што е господјата Кацарска. Не беше ВМРО ДПМН која што ја номинираше. И ВМРО ДПМН не ја стаи незината биографија, незиниот и случаите кои што таа ги водеше во меѓународните институции, за да изучуваат како негативен пример на судија во делот на судството и судските практики. Не дозволувајте да продолжи на таква негативна тенденција кога станува збор за судството, заради тоа што од сите страни, и дома и надвор, се потребни реформи во делот на во судството. Господјата Татјана Васич е само еден кандидат кој што ќе се изучува како негативен пример во судството, меѓутоа не како кандидат на ВМРО ДПМН. Туку како кандидат кој што стигна на оваа маса, овдека во оваа комисија, од колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. Имате можност како пратеници да ја кажете не на вашата влада, имате можност како пратеници на вистина да го спречите оваа тенденција на партизација на секој сектор во Република Македонија. Колеги, луѓето не заминуваат, тонеме во сиромаштија, нема надеж во државата изминатите 5 години, ве молам, нема потреба и да го слушнете апелот на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, слушнете го апелот од граѓаните. Слушнете го апелот од меѓународната заедница. Погледнете ги анкетите, само 8% доверба во институциите, во судството. Да се навратам кај експертите од кои што вие бегате и не сакате да ги номинирате како членови на уставни суди, не сакате да ги поддржите како што професорката Родна Живковска, каде што ќе посетам вашиот кандидат има магистрирано, меѓутоа се плаши да ја спомена дека била менторка, заради тоа што најверојатно
е свесна дека кога ќе ставите експерт по уставно право и по право и кога ќе ставите тазе магистрант на маса и да ги оцените, да ги евалуирате нивните биографии, истата не би можела да помине освен како помладен работник. Но еве, вие сте сензитивни кога станува збори за професори, еве избрав токму од нашата библиотека тука, уставно судство, за да подсетам како последен апел до вас, до колегите од парламентарното мнозинство, колку е значајно да се сочуваат институциите и правниот поредок со цел да им се даде малку надеж на граѓаните дека во оваа држава можеби ќе дојде ден кога ќе навистина правото ќе владее, а не партиските структури и не партискиот кадар. Татјана Васич Бузаджиева. Средното училиште го завршува во Борис Кидрич правна насока. И ова е можеби единственото нешто во нејзината биографија кое што ќе го сретнете поврзано со правни науки. Дипломирала на правниот факултет, положила правосуден испит и одбранила магистарски труд од областа на граѓанско право. И каде го одбранила магистерскиот труд, кај кандидатката која што претходно ова парламентарно мнозинство ја одбија, тој е професорката Рудна Живковска. Прашувам, зошто господјата Васич не навела дека магистрирала кај професор доктор Рудна Живковска? Без да го дадам одговорот, јавноста, граѓаните, а и вие длабоко знаете заради тоа што не можете еден експерт кој што целиот свој живот го посветил на правото да го одбиете како член на Уставен суд, меѓутоа тазе магистрант да го номинирате како член на Уставен судија. Што вели работната кариера на кандидатката господјата Васич Бузаджиева? Истата ја започнува во Министерството за финанси, каде што од октомври 1998 година до август 2001 работи во областа на јавни набавки. Еве го делот кој што го говорам. Ова е низината најсилна, би рекла, компетенција, а тоа е областа на јавните набавки. Господјата Васич, доколку имаш овдека можност да дојде да ни се обрати, да се презентира, ќе можевни да ја прашаме за јавните набавки поврзани во Министерство за здравство, незината поврзаност со скандалозните набавки во делот на ковид, кинеските вакцини, блискоста со министерот, поранешниот министер за здравство и така натака. Ова е незината, би рекла, најсилна компетенција, тоа е незината компетенција за јавни набавки и посветеноста на законското решение за контраверзниот закон за опојни други и психотропни супстанции. И тука повторно се навраќаме дали затоа парламентарното мнозинство ја номинираше кандидатката како еден вид награда за незината посветеност во делот на јавните набавки и законот за опојни други. Покрај јавните набавки во овој период има работена во делот на меѓународни финанси и реформа на јавна администрација. И затоа ќе видите и понатака дека истата навистина би можела да се задржи во делот на јавната администрација, да започне како помлад соработник и можеби потоа кога би функционирал мерит системот и системот на кариера во институциите, доколку покажа резултати да понатака биде унапредена во делот на јавната администрација во некој од министерствата кои што го поминала своето професионално искуство.
Прво во секторот за правни работи, во секторот за секторот за меѓународни финансии, а потоа и како представник на Министерството за финансии, раководи со единицата за реформа на јавна администрација, значи повторна јавна администрација, која е како единица за меѓуресорско тело, била задолжена за координација на реформите во областа на јавната администрација. Составена била од ова работна група, сега во биографијата ни се објаснува, била составена од представници на министерствата кои што биле задолжени за тој реформски процес. Како раководител на оваа единица интензивно соработува со ФАРЕ проектот за реформа на јавна администрација и подоцна со уште еден проект на Обединетото кралство за реформа на јавна администрација. Во областа на јавните набавки, вели, работи во насока да подготви мислења за спроведување на Закон за јавни набавки, како представник на министерот за финансии учествува во спроведување на постапки за јавни набавки. Значи, учествува во законски решенија за јавни набавки и учествува за мислата во постапки за јавни набавки. Овдека веќе има судебни интереси во самата биографија. Самата биографија е веќе спорна за мислата. Доколку некој го отвори периодот од 1998 до 2001, веќе имате судебен интерес. Меѓутоа, дали тоа е така? Дали овдека е соодветно напишано од страна на господјата Васич, бидејќи претпоставувам дека господјата Васич ја има пишувано биографијата. Доколку парламентарното мнозинство ни дадеше можност, го прифатеше предлагот на ВМРО-ДПМН и овозможеше кандидатите да бидат тука присутни, ние ќе можевме и да ја дадевме можност на господјата Васич да елаборира ова овдека што е наведено. Значи, учествувала и во спроведување на постапки за јавни набавки на други државни органи, вклучително и Собранието на Република Македонија, Министерството за образование и наука и Министерството за внатрешни работи. Тој возможува да ја следи имплементацијата, вели, на овој закон во пракса, што е особено важно и корисно искуство за нејзиниот понатамошен ангажман, внимавајте, во опишување на правни прописи. Значи, господјата Тања Васич во овој период кажува дека ово искуство ќе придонесе за нејзиниот понатамошен ангажман, претпоставувам заради тоа што господјата Васич се гледала како човек кој што ќе работи во делот на реформи на јавната администрација, но очигледно не претпоставувала дека парламентарното мнозинство ќе ја предложи како член за Уставен суд. Затоа што господјата има изјавено дека нејзиниот понатамошен ангажман ќе биде токму во пишување на правни прописи. И затоа велам дека, најверојатно господјата Васич би било солиден, добар кандидат за поддршка на јавната администрација или стручен соработник во суд. Меѓутоа, заради тоа што и господјата Васич самата се гледа во тој дел. Понатака во овој работен век вели дека како раководител на оваа единица учествува и во изготвување на првиот закон за државни службеници, значи повторна јавна администрација, и закон за организација и работа на органите на државната управа. Вели со кој што драстично ќе се намали бројот на министерствата како еден од мерките за реформата на јавна администрација. Сега, колеги, ние да имавме овдека господјата Васич, ќе можевме да ја кажеме дека таа е кандидат на парламентарно мнозинство, кој што ги зголеми бројот на министерствата и носители на јавни функции. И дали истата господјата Васич би сакала да биде кандидат за уставен судија, каде што доколку верува во принципи, вредности кои што треба да ги поседува еден истакнат правник,
Може би самата овдека веднаш би се повлекала од кандидат за уставен судија, кој што би бил како предлог од парламентарното мнозинство. Затоа што она за кое што она тука го напишала во незината биографија дека работела на законски прописи за да се намали бројот на министерствата, таа дојде како кандидат на влада и на парламентарно мнозинство, кој што ги зголеми министерствата, кој што донесе дополнително носители на јавни функции, кој што дополнително ги зголеми бројот на кабинетите, кој што дополнително го оптоварија државниот буџет и граѓаните, заради тоа што граѓаните ги плаќаат тие функционери, носители на јавни функции, тие дополнителен број на министерства. И дали ова е во согласно со низините вредности, каде што, како што е наведено. Затоа беше потребно да ги имаме тука кандидати за уставни суди, како што веќе е воспоставена пракса во собранието. Многу добро се сеќавате, тоа е позитивна пракса кога ги бирав на членовите на Комисијата за антидискриминација. Сите апликанти има можност да дојдат да се представат, па да продебатираме, да размениме искуства, да одговорат на недвоумиците. Може би дури и вие, вашиот кандидат ќе се повлечеше, доколку истата кандидатка верува и ги поседува вредностите и компетенциите, а тоа е да верувате во правичноста, да штитите уставноста, законитоста, правата на човекот и на граѓаните. Меѓутоа, тоа е, ништо не изненадува кога станува збор за Социјалдемократскиот сојуз. Вие ќе си ја прашате кандидатката дали се уште во поддржува. Немам сомнеш, впрочем, кога станува збор, јас ќе кажам за неразбрани трговци, тука пазарот секогаш знаете како да си го договорите. Меѓутоа, во некои си прогресивни, навистина прогресивни земји, европски земји, со прогресивни влади, никако ова која што само се декларира, кога ќе најдете на ваква изјава, која што има класичен судир на интерес, но што во моментот се случува, сигурно барем едната страна ќе се повлече и ќе се извини. Меѓутоа, граѓаните се тука за да судат. Одиме понатака во делот на професионалното искуство кое што го имаме како биографија, наведено како биографија, потенцирам кое што ни е доставено тука од две страни од господјата Васич. Мораме да одиме и да го читаме оно што е напишано, заради тоа што ние немаме можност, ниту ние, а со тоа и граѓаните и македонската јавност, да ги слушнат кандидатите, заради тоа што Социјалдемократскиот сојуз одби да им даде можност истите да се презентираат. Како ја читаме биографијата, како ја следиме работата на оваа комисија, само повеќе доаѓаме до заклучок дека има зашто тоа е така, а тоа е заради навистина слабата професионално искуство на кандидатите предлози од Социјалдемократскиот сојуз и најверојатно заради тоа што имате потреба да ги заштитите, а од друга страна имате потреба да ја ги спроведете вие како пратеници партиската агенда и партиската номинација од Бихачка, која што ви е стигната како насока. За жал и на штета на Македонија и на граѓаните. Од август 2001 до јануари 2006 работи во Министерството за правда. Значи ја минува претходната институција и сега оди во Министерство за правда. Внимавајте повторно во делот на јавната администрација и тоа работи како државен советник за реформа на јавна администрација. И тоа раководител, државен советник и раководител на оделението за стратешко планирање. Овдека повторно збунува фактот како човек кој што работел толку време веќе, значи од 98 до 2006 во делот на јавна администрација, да немате соодветна хронологија на вашето професионално искуство. Значи, раководител на оделение е пониско ниво од државен советник. Овдека имаме колеги кои што
го знаат тоа многу добро. И ние овдека навистина е конфузно. Треба да се наведе која е годината кога била кандидатката раководител на оделение за стратешко планирање и која година е унапредена како државен советник. Затоа што и за да бидете унапреден за државен советник, треба да го имате работното искуство и во години, но и во областа. Ние тоа во оваа реченица не можеме да го препознаеме во овој дел, каде што веќе не известува за нејзиното ново работно место и уште повеќе новото ниво во делот на јавната администрација. Меѓутоа, останува фактот дека продолжува со нејзиното професионален фокус и работа во делот на реформа на јавна администрација. Ние до овој момент од надлежностите кои што ви ги прочитав на Уставниот суд, не можеме да ги препознаеме компетенциите на господјата Васич како истата би одговорила како уставен судија. Не можеме да ги поврземе овие две работи. Надлежностите на Уставниот суд и нејзиното искуство. Продолжувам да читам заради македонската јавност од нејзината биографија, заради тоа што многу е важно да се знае што е стигнато овдека како предлог од страна на парламентарното мнозинство, односно Социјалдемократскиот сојуз. Се вели дека продолжуваат нејзините обврски за координација на реформите во областа на јавната администрација. А учествува во воведување на внатрешни процедури на ова министерство на функции поврзани со процесите на стратешко планирање и функционална анализа, како нови процеси кои произлегуваат од реформата на јавната администрација. Внатрешни процедури, повторна јавна администрација. Прашувам колеги од парламентарното мнозинство да ми одговорат како со ова професионално искуство и како ова професионално искуство господјата Васич ќе биде одличен уставен судија, уште повеќе како оценувате дека е истакнат правник за член на Уставниот суд, односно уставен судија. Од овој пасус во делот на нејзиното професионално искуство можам само да го поздравам делот каде што како представник на Министерството за правда учествува во изготвување на законот за еднакви можности. Бидејќи само тој закон го има наведено, иако вели дека работи во делот на јавна администрација, законски прописи, само овој закон го има наведено во таа насока и јас го поздравувам тоа. Законот за еднакви можности е навистина значаен закон и беше поддржан од сите пратеници овдека во собранието. Меѓутоа, токму во насока на законот за еднакви можности ќе потсетам исто и на Комисијата за избор и именување. Со вашиот претходник, председателка. Ние овдека организиравме законот за заштита од дискриминација. Ние овдека организиравме и овозможивме презентација на сите заинтересирани кандидати кои што сакаат да бидат дел од Комисијата за заштита и борба од дискриминација, им дававме можност да се презентираат професионално, да размениме прашања, недвумици, да потврдиме или негираме, но повторно ќе кажам вие, тоа не го овозможивте, но и јас веќе го поздравам ова законско решение кое што е наведено тука дека господјата Васич учествувала. Но дали тоа прави одличен истакнат правник и дали тоа може да направи член на Уставниот судија? Одговорот е многу едноставен, а тоа е не. Одиме понатака од оваа биографија од страни и полнени 2. Вели од јануари 2006 до август 2007 работи во проектна единица за спроведување на проект
ве молам, внимавајте. Во областа на катастарот на недвижности, во надлежност на Државниот завод за геодетски работи. Значи, ова се случува во Македонија и само во уште неколку земји во регионот. Имате најднаш токав скок, вие работите во делот на јавна администрација и сега најднаш вие сте експерт за катастар на недвижности. И тоа на проект. Најверојатно заради тоа што луѓето кои што работат во јавна администрација и луѓето кои што работат на проект и тоа како се разликуваат во приходите кои што ги примаат, па водено од тој мотив, господјата, претпоставувам, затоа што ние тука не би можела господјата Васич да ми одговори, заради тоа што не можам да најдам другата логика во делот на професионалното искуство, вие да работите цело време во делот на јавна администрација и сега најнаш да станете експерт во делот на катастар на недвижности. Интересно, само во Македонија би можела ваков огромен скок да се случи и од нешто што претходно како експерт сте поминале најголем дел од вашиот професионален живот, сега за една година правите такав свич и одите во катастарот на недвижности. И тоа вели како национален експерт за имотно-правни односи и е наведен проектот кој што бил финансиран од нашите меѓународни партнери кои што се активни тука во Македонија со години и кои што ни даваат поддршка во делот на зајакнување на институциите. И што вели таа сега, пазете, во низината биографија. Таа работи на развивање на Центарот за обука како внатрешна организациона единица. Можете да ми кажете како ова е поврзано со условите и компетенциите за уставен судија? Вика за работи за развивање на Центарот за обука како внатрешна организациона единица на Државниот завод за геодетски работи, значи сегашната агенција за катастар на недвижности, и тоа спроведува интензивно обуки на вработените од агенцијата. Тогаш ценам дека би било одлично господјата Васич да спроведува обуки на стручните служби кои што работат во судовите, меѓутоа не може да биде уставен судија со една ваква биографија. Може да се разговара помеѓу судовите и да се види дали истата би можела да пружи некој од обуките, меѓутоа пазате и ова се обуки кои што се во делот на катастар, па сега повторно не можеме ни во тој дел да направиме никакво поврзување со работата на судовите. Навистина многу парадокси, многу контрадикторно и сериозно се надевам дека нема да најдена поддршка една ваква кандидатура. Значи, вели овој проект е, и сега во низината биографија, замислете го образложува проектот. Океј. Не се наведуваат резултатите, да речеме, што она како експерт, сега нов експерт во делот на катастарот на недвижности ги има испорачано. Тука го образложува проектот во ред, вика во овој проект е комплементарен проект на проектот за реформа на катастарот на недвижности. Кажува дека е финансиран од Светска банка, па од тука дека таа зема учества во спроведување на реформските активности во областа на катастарот на недвижности. Прашувам, колеги, затоа што и никако што воопшто нема да има никаква поврзаност или никакво разбирање со уставна права, со уставен суд, прашувам како реформски активности во областа на катастарот на недвижности ве прават истакнат правник и добар кандидат за судија во Уставниот суд.
Молкот кажува многу повеќе дека се согласувате со мене. Се надевам на реплика ќе можете да одговорите. Ако дојдете во салата заради тоа што гледам дека се уште е празна, меѓутоа навистина загрижува ова што се случува. Мене ме загрижува и овој скок од професионално искуство во јавна администрација, најнаш вие да станете експерт за катастар. Мислам дека претходно никаде не наведувате дека барем сте имале малку допирна точка и со катастар. Јас, например, да сум работодавец, и овој дел ќе се запрашам како ова овдека се случува да господјата Васич станува и експерт по катастар. Меѓутоа, најверојатно, тоа се тие експертски скокови, па сега од катастар ќе станеме и уставен судија, неверојатно, најверојатно само во Македонија. Вика, учествува и во опишувањето на законот за катастар на недвижности, со кој што ќе се создаде правна рамка за спроведување на реформите во областа на катастарот на недвижности, со што и се реорганизираше Државниот завод за геодетски работи и се трансформираше во Агенција за катастар на недвижности. Значи, ние овдека би може да заклучиме, барем во делот кај јавната администрација, затоа што јас повторно велам, не можам до овој момент сега да разберам како господјата Васич од искуство на реформа на јавна администрација најдно станува експерт за катастар и недвижности. Меѓутоа, еве бидејќи има помогнато во никаква трансформација на државни институции, најверојатно, ако си уште доследна на нејзината заложба за намалување на бројот на институциите, би можела оваа влада, како што досега ја ангажирала со законот за опојни дроги, да ја ангажира за намалување на министерствата. Бројот на министерствата. За намалување на бројот на институции каде што се вдомени партиските активисти на СДСМ и се направени носители на јавни функции, директори со службени возила, кабинети и така натака. И ева, Социјалдемократскиот сојуз, оваа влада би можела, например, кога веќе цени дека господјата Васич е експерт, да ја ангажира за да се намалат бројот на министерствата во владата. Но како уставен судија во никој случај. Понатака во низината биографија се вели дека учествува и во изготвување на сите подзаконски прописи, донесени врз основа на ново донесениот закон за катастар и недвижности. Прашувам, како во овој пасус, како и во претходните, можете да препознаете дека господјата Васич е истакнат правник и има познавања за надлежностите на Уставниот суд. Од реформа на јавна администрација, пишување на законски прописи во јавна администрација, преку работа на катастар и геодетски работи, да стане уставен судија. Колеги, ве молам. И во овој момент повторно апелирам. Имате можност да кажете не на барањето на владата, односно, повеќе би рекла на барањето на членовите на извршниот комитет на Бихачка и нивното удоволување на овие вакви навистина скандалозни барања и желби. Кажете не на таа партиска агенда и вакви партиски номинации. Ова во никој случај не може да помигне во една земја каде што навистина би владеела правото и би постојал соодветен систем, мерит систем. Господјата Васич, повторно ќе кажам, може да биде одличен државен службеник во никое министерство. Меѓутоа, во никој случај, ја прочитавме цела страна, веќе сме на почетокот на другата половина. Ние не можеме да препознаеме од низиното
професионално искуство дека таа до овој момент има било каква компетенција за уставен судија. Затоа ви ги прочитав надлежностите на Уставниот суд, за да направиме поврзување со низината биографија. Нема никаква, ама буквално никаква доперна точка до овој момент. Продолжувам понатака. Од август 2007 до јули 2009 били работи повторно во Агенцијата за катастар на недвижности како државен советник за правни работи и советник на директорот за стратешко планирање. И сега што веле? Додека работела во оваа агенција, овој период била ангажирана како национален експерт од страна на канцеларијата на ОПСЕ да спроведе сеопфатна евалуација на процесот на донесување и имплементација на законите и подзаконските акти. Замислете и она по принципот на нашата држава, бидејќи е кандидат на парламентарното мнозинство, пишала подзаконските акти во нашата држава. Господја Васич, ако не следите, ова е Република Македонија. Вие сте работела и сте биле платени од граѓаните на Република Македонија во овој период. И можете барем да навидете точно каде сте работела, освен ако не се срамите. Меѓутоа, ја мислам дека би требало најверојатно повеќе да се загрижите тоа од каде доаѓате како кандидат за уставен судија кој ве номинира. Значи, вие сте биле во овој период платени од граѓаните на Република Македонија додека сте работела. И сте можеле во вашата биографија барем да ги удостоите. А замислете би требале да продолжите да работите во штитење на уставниот поредок на Република Македонија. Значи, со сигурност нема заради тоа што вие не сакате дури да ја навидите државата од која што зимате плата. Тоа е неверојатно. И кој ве плаќа? И велите учествувате во изготвување на извештајот презентиран и учествува во изготвување на извештајот презентиран пред министерот за правда и други високи владени представници во тој период. Можете да ми објасните што овдека ја прави господјата Васич, истакнат правник, што учествувала на презентација за извештај? Па дури овдека немате, замислете, ни резултат за што била ангажирана. Единствениот резултат е каде што се потврдува дека доаѓа од парламентарното мнозинство во нашата држава. Вакво нешто да биде напишано во друга било која држава и во регионот, да не коментирам во Европа, граѓаните ќе побараат од вас, како парламентарно мнозинство, веднаш да ја повлечете кандидатката. Затоа што граѓаните ја плаќаат кандидатката и додека работела во агенцијата и додека и најверојатно кога би била член на уставен судија. А не СДСМ на нашата држава. Учествувала на презентација. И тоа ја прави истакнат правник за уставен судија. Колеги, ве молам, дајте посериозно. Па јас сум сигурна дека дури и кај вас во Бихачка, во Социјалдемократскиот сојуз не се согласувате со вакво предлог решение. Повеќе е јасно дека ова е предлог решение на вашиот поранешен председател. Во знак на благодарност заради тоа што учествувала во законското решение, ќе го видиме тоа на крај навидено во оваа низина биографија, учествувала во законско решение за подготовка на контроверзниот закон за упојни други. И ова е наградата. И во сомнителните тендери, кои што на почетокот ги навела како експертиза за јавни набавки со господинот претходен министер за здравство, кој што го видовме сега каде. Тоа е наградата. Затоа што јас дури сакам да верувам дека или ја немате прочитана биографијата на господјата Васич, или навистина вие одлучувате овдека да протнете било каков кандидат по било каква цена, по цена на достоинството и на вас како пратеници.
Па сте можеле барам да укажете, кој сте ја прочитале биографијата, дека ова е навистина срамно. Како никој кој што учествува на презентација за извештај го прави истакнат правник, ве молам, или член на уставен судија? И послам зошто 8% доверба во судството? Од ваквите кандидати на ова парламентарно мнозинство. Ни на ВМРО да помене. Ни на граѓаните, на ова парламентарно мнозинство, зашто нема ни на кого да покажам, ве нема во салата. Но тоа е 5 години не работење само. Од јули 2009 до октомври 2013 госпојата Васич навела дека работи во Државниот завод за ревизија, каде што е генерален секретар сега, а од април 2011 до јуни 2013. И повторно еве сега се навраќам прво и за тоа како е напишана биографијата. Ме чуди како човек кој што целиот до овој момент професионално живот го поминува во јавна администрација, не може да биде јасен и во пишувањето на својата биографија. И затоа со должна почит кон госпојата Васич. Меѓутоа, оваа биографија, затоа велам дека веќе се поставува под знак прашање дали ќе го задоволи критериумот за помлад соработник. Помлад соработник во министерство, не зборам помлад соработник во судови, далеко за уставен суд. Може би, но не е тука, вие ја скративте, Социјалдемократскиот сојуз, вие, кои што ја предложивте, а беше тука, ќе ги поставив нови прашања, ќе ни дадеш објаснување. Се знаат нивоата. Ако сте раководител на оделение, тоа е пониско ниво државен советник. Ќе навидете кога сте биле раководител на оделение, па ќе навидете кога сте станале државен советник. Па за да видиме ние да процениме овдака дали ги исполнувате годините на работно искуство за државен советник. Или повторно имате вакви скокови во експертизата од јавна администрација во катастар, од катастар во Државен завод за ревизија, генерален секретар. Што прави? Таму еве има наведено во биографијата, вели, баш таму пишува, таму учествува во изготвувањето на Законот за државна ревизија и во интензивна соработка со собранието, владата и другите надлежни органи, како и со институциите за надворешна ревизија на другите држави. Ви кажува нешто што ја прави истакнат правник за уставен судија, пак ве прашувам. Мене ништо не ми кажува. Ако тоа што има интензивна соработка со собранието треба да биде никаква предност, и ви кажувам не. Затоа што ние овдека дискутираме, дискутираме во однос на професионалната биографија и ние како собрание имаме насока да го избереме најдобриот кандидат за уставен судија, кој што ќе го штити уставниот поредок пред се од оваа влада и ова парламентарно мнозинство, па потоа од сите останати. Меѓутоа, дека треба да биде некоја предност заради тоа што соработувала со собранието, апсолутно не. Затоа што гледам по неколку наврати го потенцира собранието. Имено, замислете, стигаме никаде во низината професионална кариера до 2013. И до 2013 ние на госпојата Васич не можеме да ја најдеме ниту една компетенција со која што ќе ја поврзаме со компетенциите на Уставниот суд. Затоа ги прочитав, колеги. Ако никој ги подзаборавил, да ја освежиме меморијата и да ве разбудиме, за да сватите колку е погрешно ова што го правите и колку оваа кандидатура е несоодветна. Но ви кажувам, имате можност
да го коригирате со тоа што нема да ја поддржите, односно ќе ја повлечете оваа кандидатура на господјата Васич, бидејќи дојде од вас и вие го имате тоа право. Од октомври 2013 до јули 2019 Вили работи во Министерството за здравство како државен советник, каде учествува во изготвување на сите закони и подзаконски прописи од областа на здравството и пишува, вели, правни анализи и мислења. Тоа што овдека почнува незината кариера во Министерството за здравство, не го видува во она што следи, а тоа е скандалите кои што ја поврзуваат во делот на незината работа, во делот на Министерството за здравство. Правење анализи, доставување на мислења до влада, не ве прави истакнат правник. Тоа во јавната администрација го прават сите. Тогаш сметам дека од било каде може да земеме кандидат кој што подготвува правни анализи и мислења. Дури овдека е во Министерство за здравство, дополнително нема никаква поврзана со уставниот судија. Сигурно сум, значи, подобри правни анализи и мислења, поврзани со уставниот поредок, ќе најдеме кај колегите во Министерството за правда и нив ќе ги, тие тврдам најодговорно, ќе бидат подобри истакнати правници и кандидати за Уставен суд, отколку колешката која што работи во Министерство за здравство во овој период. Значи, сега сме веќе 2019 година во незината професионална кариера, ниту еден елемент, ниту едно стручно познавање, компетенција со која што господјата Васич ќе направи соодветен кандидат за уставен судија или пак соодветен член на Уставниот суд, односно уставен судија. До 2019, замислете. Се од 2019 ќе нема да најдеме, меѓутоа, затоа што ќе продолжам да го читам, се од 2019 ќе бараме работно искуство за да кажеме колку господјата Васич ќе биде истакнат правник или одличен член на Уставниот судија, Уставниот суд. Од 2019 дополнително. Откако истата се покажува како експерт, замислете, во јавните набавки, експерт во реформи на јавна администрација, експерт во областа на катастарот и геодетските работи, генерален секретар на Државниот завод за ревизија, па сега правен експерт во Министерството за здравство, и сега дополнително од 2019 ќе се обидеме во пасусот од 1, 2, 3 пасуси да најдеме нешто со кое што ќе ја кажеме дека е истакнат правник. Па нема да најдеме. Нормално дека нема да најдеме. Единствено што ќе го најдеме сега овдека почнува дека работи на скандалозниот закон поврзан со опојни дроги и уште повеќе со скандалите кои што ја поврзаа во јавноста во делот на ковид состојбите. Од 2019 ќе бараме професионално искуство за да кажете дека е истакнат правник. Нема, колеги, нема. Тоа е напишано од страна на господјата Васич. Не е напишано биографија во страна на опозицијата. Да ја пишувавме ние, ќе речете, вие така сте пишуваме. Во ваш предлог кандидат сте требале да видите биографијата и да видите дека ништо до 2019. Ќе видите и до понатак и во други се. Ништо не можеме да најдеме со кое што ќе поврзаме господјата Васич, дека барем малку, дава малку надеж дека би можела да биде уставен судија. А далеку добар уставен судија, мислам, ве молам да бидеме посериозни. Што велеве понатака? Сега сме јули 2019 во незината биографија. Од јули 2019 до септември 2020 година
повторно работи во Министерство за правда како државен советник за европски интеграции. Да бише господјата Васич овдека, ќе ја прашав дали смета дека со една ваква кандидатура би поминала во било која друга европска земја за уставен судија. Никаде, нема да може да дојде, не може да влезе во архивата во собранието, а не да се појави како предлог кандидат. Меѓутоа не е тука. И дека очигледно ништо нема сработено и во овој дел, во делот на европска интеграција. Говорат извештаите за Република Македонија на Европската комисија во делот на владење на правото, слобода на граѓаните. Каде што имаме постојано назадување. Каде што сите извештаи ни велат дека потребно е да спроведеме реформи за независно судство. Да превземаме активности кои што ќе доведат до зголемување на довербата на граѓаните. Значи, ни во овој дел, замислете, господјата Васич, сија нема сработено незината работа. Зашто? Иако тоа го нема наведено, ние преку извештаите тоа можеме да го констатираме и да го оцениме. Значи, ние опозицијата, не мора вие само отворете и ќе видите дека сега да сме негативно оценети кога станува збор по делот на правосудството. Многу интересно овој пасус, особено затоа што не можам да не го поврзам со последните случувања во собранието. Внимавајте што вели господјата Васич. Како државен советник на европска интеграција, учествува во преговорите за поглавието 23 за преговорите во 2019. Правда и внатрешни работи. Значи, согласно господјата Васич, ние сме биле во преговори уште во 2019. Ова владата го знае, вие парламентарното мнозинство го знаете ова на Бихачка дека во 2019 имало преговори? И дека имате кандидат кој што ви работел на преговори? Или ова е во насока на она сликата од авионот, чекајќи го датумот? Па што имаше потреба од ова што се случуваше во собранието, да не убедувате и нас и македонската јавност? Па викнете ја кандидатката Васич да ви кажа дека во 2019 била преговарала за поглавје 23. Зошто се мачавте сега така, да кажам малку саркастично, извинете, но не можам повеќе ова да го доведам до самата биографија. Вашиот кандидат ве демантира се што работите, луѓе. Колеги, ве молам. 2019 господјата Васич преговарала за поглавје 23. Може ли некој од вас, ве молам, да го објасни ова пред на господинот Маричиќ, на господинот Бујар Османи, на вас како колеги, па на македонската јавност? Не можам да најдам зборови за да го објаснам степенот на абсурдност до кој што ја доведовте собранието и државата. Европската комисија дека вие кој што во 2019 преговарал, ова е лажирање на информации, луѓе. Лажирање на информации. Вие овдека не дозволивте, Социјалдемократскиот сојуз не дозволи да дојде кандидатката и да ни го образложи ова. Сега да беше господјата Васич, јас имам многу прашања во овој дел. Секретаријатот за европски прашања многу би бил заинтересиран да разбере како ова кандидатка преговарала, во кој тоа преговарачки тим била. Или не ги познава работите. Или пак тенденциозно се лаже. Извинете, но немам друг збор. Еве се кажуваат невистини. И тоа во биографија на кандидат за член на уставен судија.
Кандидат за член на Уставен судија, за Уставен судија, вели дека преговарала во 2019 за поглавје 23. Скандал е ова. Ова е скандал во било која друга земја. Ова е сериозно. Не знам, или е непознавање, или се тенденциозни навистини, или навистина ќе речам, господјата Васич верувала на оние слики од авионот, го добив на датумот и си навела така. Нема, не знам кој би можело да биде другото образложение. Ева, ќе бидам фина и ќе споделам во насока на просветлување на оние кои што не биле запознаени, 2017-2018, а патем кој што оваа влада се обидува да го представи како некој успех, Секретаријатот за европски прашања беше координатор на објаснувачки состаноци. Меѓутоа и тогаш да пуцатам, вашите министри кои што се фалат за никаков успех, објавуваа дека имат скрининг. Во 2017-2018, замислете. Ќе го најдете тоа. Излезе во јавноста. Како ваши министри во 2017-2018 говореа за голем успех на започеток на скрининг. А сега па од друга страна, бидејќи не можеа, веќе не знаеа каде одат по патот, се изгубија по патот, сега тоа повторно го обновуваат и кажуваат дека имаме скрининг. Не знам, значи, овој степен на абсурдност, на лавиринт од полно невистини, во кој што ги втурнавте и граѓаните, и Македонија. Не постоел до сега, јас не помнам вакво нешто. Меѓутоа, за мене скандалозно кандидат за уставен судија да наведе вакви невистини дека во 2019 преговарала. Ова е лага. Меѓутоа, најверојатно ова е принципот на кој што се функционира. Исто како што се функционираше со слики по авиони за добивање на датум. Исто како што сега се лажира во јавноста и се крие она што се потпиша. Мислам, дајте, колеги, имате можност како противници нешто да коригирате. Не морате вие да бидете инструментот за да се спроведат вакви скандалозни решенија и вакви скандалозни кадри да поминуваат овдека во собранието, ве молам. Понатака, вели, од септември до 2020, меѓутоа, пазете овдека, морам повторно да се задржам на овој пасус. Кога завршува дека работела, односно преговарала за поглавје 23 господјата Васич за правда и внатрешни работи, продолжила и дека со почетокот, пазете, со почетокот на пандемијата, е и член на кризниот штаб при Министерството за правда, задолжено за изготвување на уредби со правна сила за време на вонредна и кризна состојба поради пандемијата COVID-19, кој што се во надлежност на ова министерство. Еве наградата. Уредбите за јавните набавки. Тендерите во 4 очи. Еве наградата дополнително. Била дел од кризниот штаб кој што не направи земја со највисока смртност, кој што направи со бројни скандали во делот на јавните набавки, особено во делот на вакцинација, и еве за тоа е наградена. Затоа имаме ние господјата Васич како кандидат за уставен судија. На кого ова не му е јасно? Бидејќи до 2019, односно 2020, господјата Васич нема ниту една компетенција за член на уставен суд, за уставен судија. Се е парадоксално, се е скандалозно, нема никаков тек согласно систем на кариера и медицистем. Хронологија логична на професионалното искуство.
чудни скокови во кариерата, чудни трансфери. И еве наградата. Кара е очигледно исплатливиот трансфер и кога се согласува да работи и е дел од кризниот штаб, кој што, како што кажав, е поврзан за менаџирање на ковид кризата, е поврзан со бројните скандали во Министерство за здравство. За жал ќе потенцирам. Не направија, а господјата Васич очигледно имала удел во тоа, направија земја со највисока смртност. Направија земја со бројни скандали, каде што беа злоупотребени средствата во ковид кризата. Со бројни трагични несреќи, како што беа горењето на модуларните болници во Тетово. И што ова е наградата? На чија сметка? На чија сметка, колеги? Срамота. Се згрозувам никогаш. Што се овдека може да стигне, а од друга страна какви компетентни, стручни луѓе не можат да добијат можност. Затоа се заминуваат младите, затоа се заминува секој кој што има можност заради вакви кандидати. Кој што кариерата е градат на сметка и по цена на човечки животи. Подготвени да згазат се. Вакви кандидати нема да не ја заштитат уставноста и нема да доведат до правна држава. А без правна држава нема напредок. Ракот на ова општество е корупцијата и криминалот. Вакви кандидати земале учество во тоа. Ве молам, немојте да бидете соучесници. Ве прават соучесници, вас пратеници. Тоа што ќе ми исполните ова партиска насока, ова партиска номинација, вас ве прават учесници. Немојте да бидете. На крај, вас ви е битна довербата и поддршката од граѓаните. Не од Бихачка и канцеларијата таму. Од септември 2020 година до јануари 2022 година работи во Министерство за здравство како посебен советник за правни прашања. Посебен советник е повеќе платен од државен јавна администрација и државен службеник. Значи, она се продолжува во делот на интересни приходи и материализирање на незивниот ангажман, што дополнително мислам дека не треба воопшто да се постави. Ние стигаме до 2020 за да прашувам за вредности и принципи кои што треба да ги поседува уставниот судија. Како да прашам кога сето ова што го прочитавме од биографијата, навистина би требало веќе ова лице да биде пред лицето на правдата, а не да биде кандидат за уставен судија. И да одговори на прашања. Требаше да одговори овдека за да одговори на сите сомнежи и да ги одговори на сите недвумици, но вие одлучивте, ќе го повторувам ова постојано, Социјалдемократскиот сојуз одлучи на своите кандидати, но и на нашите кандидати да не им даде можност овдека да дебатираме и поставуваме прашања. Затоа што прашањата кои што ги отвараме